Прашума изникна во кеот на реката Брегалница во Берово, зад комплексот од станбените згради. Повеќе годишното нечистење на коритото на реката ја овозможи ова бујна вегетација, па жителите се жалат на неодговорна локална власт, обвинувајќи дека живеат во страф од поплави и од змии. Јас реагирав кај директорот од комуналното. Директорот ми рече дека тие не се надлежни за чистење на реката. Кој е надлежен, го прашав, рече дека се надлежни овие од општината, па се обратив до овој одговорниот што тие инспекторите за тие работи, тој ме прати пак при комуналното. Значи топката си ја сите префрлаат. Па змии има, жените туа, деца не смеат да си ги пуштат. И страшно е. Ја там надоле, дете да снимате и таму, и што там вижали две змии, доле кај тај бозолот што е. Во овие згради во Берово живеат 130 семејства и тие испраќаат порака на локалната власт. Нека дојдат, нека видат, да застанат и да видат што имаме и кај живееме ние. Во Прашума, нека си ги засукаат ракавите, нема ништо да плачаме веќе зградите тук. Јавно го кажувам тоа и договор е на сите станари од зградите. Плачање нема да има за ништо, додека не дојдат да си го средат тоа, а не ние да плачаме, а ништо да немаме од тоа. Од другата страна на градот, пак еден неисчистен канал хронично ги поплавува жителите на улицата Велјко Влаховиќ и нивното трпење е при крај. Неочистено џубре кој каму текне си фрла на секаде. Неочистено, не е окосено, не средено. Нема интерес ништо. Има канал тука, згоре дојде, не оди водата во каналот, него по патот туа. Тоа е како река. Тука имаше лисици, тука згазија две-три лани и вък имаше тука в това. Това е джунгла тука. Змии излазат по поте, згазат и тука. По дворот да одат. Зошто не се чисти и кога се планира да се исчисти овој канал и кеот на Брегалница? Ја прашавме општината, но оттаму одлучија да молчат. Но од советот на општината добивме информација дека во годишната програма се издвоени 1.750.000 денари за чистење на овој канал, но зошто досега тоа не е реализирано, не знаеа да ни одговорат.